овие екстремни спортови како некој феномен, социолошки феномен, спортски феномен, се појави последните 20 години. И овие спортови што ги видовте, ова компилација, се многу популарни. Се викаат екстремни спортови зашто се така возбудливи, предизвикувачки, но и се опасни по животот, ризични спортови. Такви се sky jumping, skyboarding, cliff diving, скокаат луѓе од планини, од високи згради, скокаат од авиони, се спуштаат низ карпи, се качуваат по карпи без јажиња, возат со мотори низ високи карпи, стрмни планини и така натаму. Луѓето бараат адреналин, нешто што ќе го крене нивниот адреналин. Не знам дали не се плашат од смртта или пак ќе посакуваат смртта. Едно од двете работи. Не можеме да говориме за етичкиот аспект, зашто нема нешто неетичко во скокањето од авион. Може да се размислува за последиците кои во случај на невнимание обично се смртоносни. Имаше пред 2 години еден таков случај што го потреси светот, една швеѓанка, бремена во 4-тиот месец, скокаше со низиниот сопруг од карпа, не се отвори падобранот и почина. И во Македонија последните години, меѓу оние што се качуваат по карпи, имаше неколку смртни случаеви. Она другото што е важно, зошто почнуваме со овој колаш на сцени од екстремни спортови, тоа е социолошки феномен и социолозите велат дека се појавува поради празнината на современиот човек. Современиот човек сака таа празнина да ја пополни преку некои такви екстремни возбудувања. И нормално се појавува тој интерес кон екстремните спортови. И сега, ако на едната страна гледаме таков зголемен интерес кај луѓето за ризици, ризични постапки, да направиме нешто што со кој ќе докажеме дека не се плашиме од смртта, дека можеме да превземеме ризик. Од друга страна, интересно е социологијата, социолозите забележуваат пак некакво залегнување, некаква инертност кај луѓето во општествен и економски поглед. Што значи тоа? Ако од една страна, што се однесува до животот, луѓето сакаат да превземат ризици, спортови кои се опасни за живот, од друга страна, во поглед на односите, од поглед на социјалниот аспект на животот, луѓето се повеќе се затвараат и се кријат во зидови. Се вкопуваат во ровови, зашто таму се чувствуваат сигурни. Страф им е да излезат од тие ровови, зашто ако се отворат, ако споделат од својата приватност, може да бидат повредени, може да бидат загрозени. Ако споделат од својот посет материјален, може да дојде криза, па да останат без пари. Гледаме во социјален аспект стремеш кон сигурност. Луѓето сакаат да играат на сигурно, не ризикуваат во тој поглед. Моето си е мое, мојата приватност, денеска приватноста е можеби идолот број 1. Моето време, моите пари, мојата приватност, тоа треба да биде осигурано, тоа треба да биде закопано и никој не чепка таму. Од една страна имаме подем на екстремни спортови, од друга страна имаме се поголемо затворање на луѓето и се поголема десоциализација. Ако кај нас веќе се загуби врската со вторите братучеди, повеќето веќе млади не си ги ни знаат вторите братучеди, а пред 50 на години тие биле дел од семејството. На запад веќе се губи врската со првите братучеди. И веќе на запад статусот прв братучед не постои. Браќа, сестри, родители, деца и до таму завршуваат роднинските односи. Една те социализација која е резултат на тоа се поголемо затворање на луѓето во нивните приватни тврдини.
Зошто? Зашто тамо се чувствуваат сигурни. Интересен феномен, интересни екстреми. Од една страна, спортови во кои се ризикува животот, а од друга страна пак, во социјален поглед, затворени за да бидеме сигурни и безбедни. Значи, во изучувањето од книгата Проповедникот, до која што стигнавме, 11 глава, стигнавме до 11 глава, мудриот цар се занимава малку со таа тема. Значи, привршуваме веќе, полека со книгата Проповедникот. Последните две проповеди што ќе следат наредните недели, веќе се кулминацијата, апогејот на книгата. И таму веќе Проповедникот ги отвара картите и многу директно кажува која е смислата на животот. Ако во досегашните глави од книгата видовме или повеќе време посветувавме на безсмисленоста на животот под сонцето, веќе вториот дел на 11 глава и 12 глава Соломон многу јасно кажува. А смислата на животот може да најдеме само со Бог. И многу категорично објавува: вие млади, ако уште од мали нозе не почнете да одите по Божиот пат, не можете да ја најдете смислата на животот никаде на друго место. И во овој текст, што ќе го разгледаме ова вечер, првите 6 стиха на 11 глава, Соломон адресира порака не кон оние кои што сакаат екстремни спортови, туку кон оној друг екстрем што можеме да го забележиме. Кон оние кои се затвараат, кои стануваат инертни во животот, кои сакаат да пливат блиску до брегот на животната река, плашејки се да навлезат малку подлабоко во животот. Оние кои се задржуваат на оние тривијалните работи. Пораката на Соломон е: излезете од тие ѕидови. Излезете и барајте ја Божјата воља. Животот во изобилство може да се најде само ако го бараме Бог, неговата воља, неговите цели, иако се стремиме да ги оствариме тие негови цели. Може би некој ќе си, кога читаме сега и кога разговараме, кога зборуваме, некој ќе си каже: може би тоа се однесува повеќе на повозрасните луѓе. Зашто младите по природа се така по-амбициозни и тие се посклонни да ризикуваат и се препуштаат на животот. По-старите со текот на времето стануваат повнимателни, попредпазливи, се вкопуваат подлабоко и подлабоко во тие сигурни зони на живење. Пораката е подеднакво упатена и кон помладите, и кон постарите, зашто опасноста да си залегнеме во тие зони од кои Бог сака да ни извади, за да исполнуваме неговата воља, е за секого подеднакво опасна. Опасноста е реална за секого. Значи, ќе го читаме текстот, првите 6 глави, и потоа ќе видиме што мудриот Соломон сака да ни каже. Пуштај го лебот свој по водите, зашто по многу дни пак ќе го најдеш. Давај дел на 7 души и дури на 8, зашто не знаеш какво зло ќе настане на земјата. Кога ќе се наполнат облаците, излеваат дожд на земјата, и ако едно дрво падне кон југ или кон север, тоа се останува таму каде што и паднало. Кој го наблюдува ветрот, нема да сее, и кој гледа во облаците, нема да жнее. Како што не ги знаеш патиштата на ветрот, ниту како настануваат коските во утробата на бремена жена, така не можеш да ги знаеш ни делата на Бога кој создава се. Изутрина сеј го семето твое и навечер нека не мируваат раците твои, зашто не знаеш едното или другото повеќе ќе успее или едното и другото ќе бидат еднакво добри. Ајде да видиме сега кои се размислувањата на мудриот цар Соломон, кој царувал околу 1000 години пред раѓањето на Исус Христос. Пуштај го лебот свој по водите, зашто по многу дни пак ќе го најдеш. Давај дел на 7 души и дури на 8, зашто не знаеш какво зло ќе настане на земјата. Значи, говориме за тие сигурни, безбедни зони во кои се вкопуваме. Не сакаме да ризикуваме во животот. И областа во која така сакаме најмногу да се осигураме и областа во која најмногу се затвораме се финансиите. Како ја
изразуваме сигурността? Преко финансии. Ако имаме финансии, сме сигурни. Ако немаме, не сме сигурни. Ако имаме финансии, можеме да бидеме сигурни дека ќе се образоваме, можеме да бидеме сигурни дека ќе изградиме кариера, може би добро ќе се вдомиме, семејно ќе се ситуираме. Ако имаме финансии, може и здравието да си го купиме. Се се изразува преку финансиите, парите. Кога се осигуруваат нештата, имот, лице и така и други некои работи, се изразува пак со пари. Ако ми се случи нешто, осигурителната компанија треба да ми плати пари. Ако скрша нога, треба да ми платат пари. Ако ми изгори куќата, ќе ми платат пари. Ако умре некој од семејство, пак треба да ми платат пари. Се сведува на крајот на пари во овој свет. Ако ме повреди некој, одам во суд и тој треба да ми плати пари затоа што ме навредил. И ако сум на повисока функција, тогаш и повисока од штетата, 5, 10, 15 илјади евра. Проблемот е во тоа што фразата финансиска сигурност е оксиморон. Зошто? Зошто е абсурдно финансиите да дават сигурност, зашто самите финансии не се сигурна категорија. Парите не се нешто што вечно постојат. Не се нешто што можеш вечно да го имаш. Денес го имаш, утре го немаш. Има многу луѓе кои располагале со богатства и преку ноќ ги загубиле. И со тоа отишла нивната сигурност. Затоа финансиска сигурност не постои. Ние така пак сме настроени да ја бараме сигурноста во средства и тоа ние да си обезбедиме. Колку можеме повеќе да собереме за да бидеме посигурни. И се затвораме во тој поглед. Се заградуваме, се задзидуваме во зид од финансии, за да можеме да пребродуваме секакви состојби. Не ни е толку важно, ако мериме, ако некој го прашаме или ако направиме истражување, што ти е поважно? Да си добро финансиски ситуиран или да имаш луѓе околу тебе, пријатели? Јас верувам дека големото мнозинство ги кажат, пари ако имам, сум посигурен, отколку ако имам пријатели, луѓе околу мене. Соломон овдека не би се согласил. И тоа овдека користи една древна, средно блискоисточна поговорка, фрли го лебот преку водата, зашто не знаеш што ќе дојде, тој пак ќе ти се врати. А нашата верзија на поговорката е фрли зад тебе, за да најдеш пред тебе. Која е поентата на оваа поговорка? Парите не носат сигурност. Вкупувањето во тие финансиски робови не обезбедуваат сигурност. Ние мислиме дека обезбедуваат, во реалност не. Соломон вели, кога си добро ситуиран, кога ти е добро, давај на 7 или 8 души, или како што е таа поговорка, фрли во водата или фрли зад тебе, зашто кога ќе дојде лошо време, полесно ќе поминеш, кога имаш пријатели. Во лошо време, дарежливоста може да се покаже како добра инвестиција. Помагањето, градењето на добри односи со луѓето, помагањето на луѓето во неволја, кога ти можеш, ќе се покаже како добра инвестиција во моменти кога доаѓа криза во твојот живот. И да не се чудиме, многу пати слушаме незадоволни луѓе како се жалат. Еве, испадна во неволја, никој не ми помага. Да не се чудиме кога таквите моменти не се случуваат, ако и ние пак, кога сме биле во добра состојба, не сме помагале на оние кои биле во неволја. Идејата на Соломон е најдобрата инвестиција што можеш да ја направиш. Не е инвестицијата во собирање, се повеќе за црни денови, црни резерви за црни денови. Но создавај си пријатели за црни денови. Тоа е подобрата инвестиција. За жал, пак ќе кажам, нашиот менталитет е собирај црни резерви за црни денови. Полни ја перницата и не чепкај. Тешко ни е
да споделуваме. Зошто ни е тешко? Зашто сакаме, не затоа што немаме доволно, туку затоа што сакаме да имаме повеќе од доволно. Да собираме, да сме сигурни. И тоа е таа безбедносна зона во која сакаме да живееме. Една од безбедносните зони. Зоната на финансиската сигурност. Трупаме. Еден амбар ќе изградиме, ќе го наполниме, втор амбар, одиме на третиот и Бог вели, глупак, сега ќе ти земам се. И што ќе правиш? Господ Исус вели, најдобрата инвестиција е собирањето на богатства на небото. Не собирајте богатства на земјата каде што молецот и богатството, каде што молецот и регјата ги уништуваат и каде што крадци разбиваат и отимаат. Туку собирајте богатства на небото каде што не ги уништува ни молец, ниту регја и каде што крадци не разбиваат и не отимаат. Како можеме да трупаме богатства на небото? Значи, Господ Исус Христос вели, таа финансиска сигурност, таа финансиска тврдина, безбедна што вие градите, трупајки, не е сигурна. Зошто? Разбойници можат тоа да го украдат. Молци можат да го уништат. Ръге може да го изеде. Која е вистинската сигурност, вели Господ Исус Христос? Трупајте богатства на небото. Сега, која е банката? Во која банка да отидеме и да депонираме средства, за да ни се префрлат на сметката на небесната сметка? Има ли таква банка? Како можеме да трупаме богатства на небото? Дарежливоста. Споделувајте. Кога помагаме, и не се работи само овдека за финанси, се работи за време, се работи за усилби, се работи за помагање, се работи за споделување на животот, споделување на приватноста, споделување на ресурсите со другите. Тоа е начинот на кој ние инвестираме богатства онаму каде што не можат да бидат уништени. Тоа вели Господ Исус сигурноста. Излезете од тој ваш ров, од кој мислите дека ви дава сигурност, и инвестирате онаму каде што можете да добиете вистинска сигурност во животот. На крајот на криштата, јас сум убеден, и тоа сум го искусил во животот. Дури и ако во кризните моменти, оние на кои што сме помагале не ни вратат, Бог ќе ни врати од неговата небесна ризница. Значи, првите два стиха говорат за таа безбедносна зона во која се обидуваме да се сокриеме. Нема многу екстремни спортисти во таа област. Ако има многу екстремни спортисти во скијањето, фрлањето од авиони, од карпи, од згради, во таа област не гледаме многу луѓе кои ризикуваат. Некако не сме многу спремни да се изложиме тој ризик. Давањето не ни го крева адреналинот. Скокањето од згради. Духовниот адреналин е многу поважна работа од физичкиот. Излези од таа зона и живеј го животот што Бог го бара од тебе. Споделувај го твојот живот. Тоа е првата област за која можеме да говориме. И овдека само она што апостол Павле вели дека Господ Исус го кажал. Поблажено е да се дава отколку да се зима. Зашто оној што дава, на крајот ќе земе многу повеќе од оној што зел. Понатаму, не препуштај се на рутината на животот. Едно се има испуштено. Кога ќе се наполнат облаците, излеваат дожд на земјата. И ако едно дрво падне кон југ или кон север, тоа се останало таму каде што и паднало. Која е идејата овдека? Имаме една рутина. Облаците се полнат, се празнат, се полнат, се празнат. Ако едно дрво падне, независно на каде се останува таму. Соломон говори за една друга безбедносна зона. Безбедносната зона наречена животна рутина. Рутинираност. Се препуштаме на она безбедно течение на животот и се движиме. Како што има една механика
и потоа статичност со дрвото, со облаците, механички. Тие се полнат, се празнат и се движи во еден ред, сигурен ред. И како што дрвото ќе си падне, потоа си останува таму, односно пасивност и статичност, инертност, човечкиот живот често пати се претвора или преминува во таа статичност и инертност. Зашто така се чувствуваме сигурни. Што сакам да кажам? Која е сигурната зона? Стануваме наутро, се одиме на работа, се враќаме од работа, јадеме, одмараме, гледаме телевизија, одиме на спиење, стануваме, одиме на работа, се враќаме од работа. Јадеме, одмараме, гледаме телевизија, спиеме и така натаму. Како облаците, почнуваме да живееме како што суштествуваат облаците. Во една рутина. И не излегуваме од таа рутина. Зошто? Зошто ни е страв да пробаме нешто поинакво во животот. Си го живееме секојдневниот живот во секојдневната рутина. И тоа води до инертност. Како со дрвото, тоа е втората аналогија што ја прави Соломон. Ке паднеме и остануваме. Со текот на времето, во таа рутина, се подлабоко и подлабоко навлегува. Шлајфуваме во место и кога се шлајва, се вкопува се подлабоко и подлабоко тркалот. И ние се подлабоко и подлабоко се вкопуваме и доаѓаме во еден момент во животот кога веќе не знаеме што да правиме друго. Се чувствуваме многу безбедно во таквиот начин на живење. Без предизвици. Не сакаме да ризикуваме. Ке скокнеме од некоја зграда, ке ни окрене адреналинот. Меѓутоа, таа животна рутина која ни обезбедува сигурност, безбедност, не ја напуштаме. Пливаме во плиткото, како што реков, покрај брегот. Зошто? Зошто ако отидеме малку подлабоко, може да биде опасно, може да е ризично за мене. Не превзимаме ризици во тој поглед. Удобно ни е, сакаме да се чувствуваме удобни. А таа рутина ни обезбедува удобност. Зашто ако излеземе од неа, може да го напуштиме животниот комфор, удобноста. Исус Христос вели, јас дојдов да имаат живот, и тоа живот во изобилство. Рутината не е живот во изобилство. Се бара нешто повеќе. Зошто е опасна рутината? Понатаму вели, кој го наблюдува ветрот, нема да сее. И кој гледа во облаците, нема да жнее. Оној што цело време се грижи сеа облаците, ветрот, тој нема да проба ништо ново. Таа статичност што ја гледаме. А пак статичноста на крајот доведува до бесплодност. Таа рутина, животна рутина, во која се чувствуваме безбедно, не прави бесплодни во животот. Ке ги гледаме само околностите околу нас, ке гледаме состојбите, ке коментираме, сега не е време за ова, сега не е време за она, сега има облаци, сега има ветар, и животот ни останува празен. Плиток. Се сведува на тривиални работи, на обично преживување. Кој е животот во изобилство? Како се живее живот во изобилство? Епа кога ќе ја напуштиме таа рутина, таа безбедна зона на пливање во плиткото, на препуштање на водното, на течението на животот. И кога ќе почнеме ние да го насочуваме тоа течение. Многу лесно да се плива според течението. Тешко е да се насочува тоа течение, откривајќи ги Божите цели. Бог бара да ги откриваме неговите цели и да работиме на неговите цели. Неговата цел за нас не е да пливаме на плиткото и да си ga живееме таа рутина. Тој има план за нас, за секој еден од нас. И тој ни дал и сили, и способности, и средства да ги осуштествуваме неговите цели, неговите планови. И тој има планови и цели и за младите, и за возрастните. Неговите цели не завршуваат во некој период на човечкиот живот. Тие цели продолжуваат се додека сме на земјата. Бог има цел за секого од нас. Ние, заседнувајќи во тие сигурни зони, испуштаме да ги следиме животните цели. Гледајќи во облаците и ветриштата, испуштаме да сееме за Божјото дело. И на крајот и не жнееме од Божјото дело. Зошто? Зошто посигурни се чувствуваме во тие зони, во
таа рутина, што си ја живееме секој ден. Ако Бог сака од младите да бидат учители, инженери, педагози, што и да е, треба да се прави тоа. Не да се одложува. Оно што вели Соломон, што гледа во облаците и ветрот, постојано одложува. Не е сега време, не е сега време. И ако постојано одложуваме, на крајот и никој пат нема и да посееме. Прави го денес она што треба да го правиш за исполнување на Божјата цел денес. Утре прави го она што треба утре да го правиш за исполнувањето на Божјата цел. А Бог има за сите од нас, за секој еден од нас, една цел која е универзална. Да ја објавуваме Неговата слава. Да ја споделуваме Неговата љубов со светот околу нас. Посигурно се чувствуваме ако се вкопаме во ровови. И никој да не разбере дека ние живееме живот со Бог, духовен живот, живот на спасение. Излегувањето од таа сигурна зона може да значи критика, подсмев. Да, ризично е. И не сакаме ризици. И ние избираме дали ќе живееме во сигурната зона или пак ќе ја напуштиме за да ја оствариме Божјата волја и да имаме живот во изобилство. Или ќе бидеме како обични облаци кои се полнат, празнат и ќе се сведе нашиот живот на обично преживување, или ќе живееме живот во изобилство, ќе сееме богато и ќе жнееме богато во животот. Бог има за нас цели кои се следат до крајот на животот. За оние кои пак го прекосиле зенитот на животот, а меѓу нас нема такви. Јас верувам дека сите тука што сме помалку од половината животен век. Не очекува уште толку колку сме живееле. Дај Боже. Како и да е, вистината е дека кога човек ќе помине некоја возраст и ќе разбере дека животот, обично разбере дека животот не се развивал онака како што тој очекувал, неговата животна приказна не е толку среќна како што се надевал, ги напушта сништата, што Бог може му ги дал, и се препушта пак на оној животен тек, обичен, на преживувањето. И вкупувањето со годините станува подлабоко и подлабоко. Бог има цел кој човек треба да ја остварува и на 20, и на 30, и на 50, и на 70, и на 80 години. Божјата цел не е која ќе поминеме некаква возраст да си влеземе во таа сигурна зона. Бог сака до крајот на животот да ја следиме Неговата воля. И за Бог нема возраст во која тој не може да прави големи дела. Не постои такво нешто. Не можеме да го ограничиме Бог и да кажеме јас сум веќе премногу слаб и стар за Бог да прави големи работи преку мене. Да, може би јас сум слаб, болен, но Бог не е таков. Неколку само случаеви. Сте чули за KFC, Kentucky Fried Chicken. Тоа е еден ланец на ресторани, го има многу во Бугарија, се среќаваат често. Овде ги нема, нешто како Макдоналд, само што таму подготвуваат храна од пилешко. Собственикот на тој ланец, Колонел Сандерс, првата франшиза ја продал кога имал 63 години. И тоаш почнал да го шири бизнисот. Ремет делото на Микеланджело, Судниот ден, го нацртал кога имал 63 години. Сте били повеќето, верувам, во музеот на ослободителната борба на височните фигури. Уште во првата просторија, или втората беше, не се сеќавам, има еден надпис, многу познат. Македонија на македонците. Кажан е од еден британски премиер, Вилијам Гладстон. Знаете на колку години Вилијам Гладстон станал премиер? На 83 години. Ние немаме се уште човек во оваа црква на таква возраст. Може би најстариот уште 5-6 години му треба за да стигне до таа возраст. Представете си кога некој од нашата црква ќе стане 83 години и да стане премиер на Македонија. За Бог нема ништо невозможно.
Која е идејата? Идејата дека треба да ја бараме Божјата воля и Божјите цели до крајот на животот. Нема откажување. Бог не сака да се откажуваме и да заспиваме во тие безбедни зони. Да, полесно ни е да си кажем, јас веќе моето го преживав, сега чекам да умрам. Не. Бог вели живот во изобилство до последниот ден на земјата. А потоа продолжува изобилството на небото. И многу други такви случаеви. Еден од најпознатите музеи во Америка, Гугенхейм музеот, е проектиран од човек, од инженер, Франк Врајт, кој имал 89 години кога го проектирал. Джордж Бернард Шо последната своја постановка ја продуцирал кога имал 94 години. 94 години. До последниот ден ги следал своите цели. Соломон вели, не си го троши животот напразно. Безбедните зони се заблуда. Тие значат трошење напразно на времето. Ако Бог сака нешто да правиш, направи го. Дури и ако изгледа ризично, дури ако треба да излезеш од тие комотни зони, дури ако на другите им изгледа смешно, ако Бог го бара тоа од тебе, и направи го. Микеланджело, кога му било понудено да ја црта Систинската капела, не било тоа примамлива понуда. Понудена му на Микеланджело, зашто тој не бил ниту сликар, тој бил ваер. И си кажеле, ај ќе викнеме некој така по-незначаен, зашто Систинската капела и не било некој кој знае каква градба. Таа станала нешто големо заради делото на Микеланджело. Микеланджело видел во таа капела предизвик. И многу познати сега сегменти од тоа негово ремак дело не се познати. Знаете, кога Бог праќа онаа сцена и го допира прстот до Адам, тоа е од Систинската капела. И многу други сцени кои се познати во уметноста се оттаму. Ама решил Микеланджело да црта, се нафатил на таа задача. За другите било смешно да го прават тоа. И од таа смешна работа излегол тоа ремек дело. Ако Бог сака нешто да правиш, прави го. Денес. Она што можеш денес да го направиш, направи го денес. Не се препуштај на теченијето. Фокусирај се на вистинскиот живот. И третата работа во последните два стиха, 5 и 6, довери му се на Бог. Зошто? Кој е идејата на овие стихови? Ние не знаеме. Скоро ништо не знаеме. Не ги знаеме патиштата на ветрот. Не знаеме како настануваат коските во утробата на бремена жена. Не ги знаеме Божите дела кои создал се. Не знаеме кога ќе посееме што ќе се случи. Да, може да предпоставиме дека тоа ќе никне. Не знаеме дали ќе никне или нема да никне. Идејата дека нашата представа за нештата е ограничена. Ние гледаме дел од работите. Само Бог ја гледа целата слика. И тоа го прави животот неизвесен. И тоа е причината поради која ние бараме безбедни зони. Неизвестноста во животот. Таа неизвестност ми вика, вкопај се и осигурај се. Финансиски, осигурај го животниот тек, живеј се еден спокоен, сигурен живот. За да можеме да излеземе од тие безбедни зони, треба да се довериме на оној кој знае се. Не можеме да го живееме животот што Бог го бара од нас, а тоа е живот кој го крева духовниот адреналин, тоа е живот кој бара ризици, духовни ризици, превземање на животни ризици. Нема да го живееме тој живот ако не му се довериме на Бог. А најдоброто решение што можеме да го направиме во животот, најсигурното решение е да се довериме на Бог. Можеме ли да имаме поголема сигурност од она што ни дава Бог? Ниту финансиските ровови, ниту социјалните ровови, нити приватноста може да ни обезбедат сигурен живот. Зошто единствено Бог знае се.
единствено тоа е семокен. Ние имаме само во нашата представа едно делче од вистинските случувања. Едно делче од целата слика. Сликата има пред себе само Бог. Не е лесно да бидеме дарежливи. И пак ќе кажам, не говорам само за финансиите, да го споделуваме својот живот со другите. Не е лесно. Сакаме да се криеме. Сакаме да колку што може повеќе да одделиме и ако може се да биде за нас, за себе. Само довербата во Бог може да ни помогне да излеземе од тоа ограничување. Ако верувам дека Бог се грижи за мене, ако верувам дека Тој снабдува се што ми треба, и тогаш можам да излезам од таа лажлива сигурна зона. Довербата во Бог не оспособува да живееме изобилен живот. Повеќе сакаме да сами да си го контролираме животот, да се довериме на себе. И обично доаѓаме во период од нашата животна приказна кога осознаваме дека ние не можеме да си го контролираме животот. Осознаваме дека животот почнува да ни бега од рацете. И бидејќи многу сакаме ние да си го контролираме животот, продолжуваме да живееме со заблудата дека ние го контролираме животот. Животот може да биде контролиран ако го предадеме во Божите раце. Единствениот начин да се ослободиме од секаква илузија е да ги бараме Божите цели и да живееме за Бог. Тој е совршено мудар, но тој е совршено добар. Ако имаме некакви сомнежи, дали да излеземе од сигурните зони, дали да превземеме ризик, дали да се соочиме со критицизмот, со смејата, бидејќи говориме за Бог и му служиме на Бог и споделуваме нешто за Бог. Ако се сомневаме дали да ги правиме сите тие работи, доволно да погледнеме на крстот. Ако Бог си го дал животот за нас, се жртвувал за нас, ако Господ Исус Христос се принел во жртва за нас, тоа е доволна гаранција дека неговата љубов е толку голема за да не охрабри и да ни помогне во превземањето на секој таков ризик надвор од сигурната зона. Затоа заклучокот е да излеземе од тие лажни сигурни зони и да го правиме она што Бог го сака од нас. Треба да го правиме не само затоа што тоа е единствениот начин на живење, треба да го правиме и затоа што тоа е единствениот начин на живот кој ќе ни донесе радост и кој ќе ни исполни. Може да скокаме колку сакаме од планини, од авиони, да скијаме во воздух со скиборди, нема да пополни празнината во нас, ако не се препуштиме на животот што Бог го има за нас. Само Божиот живот, живеењето за Божите цели, ќе ја пополни празнината во денешниот живот, во современото општество, за кој социолозите велат дека ги тера луѓето, таа празна ги тера луѓето да прават секакви лудости, секакви лудории, па дури да се држат на височина од 1000 метри над земјата со една рака засајала незаштитени воопшто. До кај оди човекот во својата лудост за да ја пополни таа празнина во себе? Празнината ќе ја пополни само ако го живее животот што Бог го има за него. Само тој начин на живот носи вистинска радост.